За 6 дена 2 обиди за кражби на онкологија. Вториот кој се случил на 8 на полноќ бил безуспешен за 17-годишникот Скопје кој полицијата веднаш го привела. Претходно малолетникот успеал да направи хаос во соблекувалната на вработените, каде обил дури 18 шкафови. Со малолетникот бил извршен службен разговор во присуство на родител и бранител, а со потврда од него биле одземени предметите. По целосно документирање на случајот ќе следува соодветен поднесок, велат од МВР. И додека за втората кражба има некаков епилог. Нејасно е како ќе заврши првиот обид кој се случил на почетокот на април, каде никој со сигурност не знае дали недостасуваат картички со податоци за пациенти. Кражбата била во сестринската соба. Пријавено е веднаш до МВР, дојдени се екипи на терен од МВР, од крим техника, инспектори, земени се присеви од површините, дојдени се и колегите повикани од дома кои ги задолжуваат шкафчињата, меѓутоа констатирано е во истиот момент дека недостасуваат лекови. Сите лекови им беа на број, направено им е попис, меѓутоа не сме сигурни дали недостасуваат картици, односно документи од пациенти, затоа што се чуваат и картици од пред 10 години во тие шкафчиња. Со тоа што инспекторот ни нареди, се додека не извршиме увид дали нешто недостасува од картиците, односно од документите, да не пишуваме записник и пријава до МВР. По овие инциденти и стресови и за пациентите и за вработените. Од клиниката вела дека наместо 12 часовно обезбедување како досега, ќе имаат 24 часовно. Исто така планираат со електронски врати да го одделат хоспиталниот дел од амбулантите и таму да може да влегуваат само вработени. Сања Димитровска, Сител телевизија.